Драги гледачи, добро вечер. Поздрав од градскиот стадион во Штип, каде што очекуваме секој момент да започне пријателски фудбалски надпревар помеѓу екипите на Кидго Пекчево и на Вардар од Скопје. Пријатни моменти од градскиот стадион, втора вечер, директор на програмата на Емнет, пријателски надпревар. Синоќ имавте можност во истиот овој термин да го проследите заедно со нас надпреварот помеѓу Брегалница и Македонија Ѓорче Петров, во кој што гостите од Ѓорче Петров победија со 1:0. Пријатни временски услови, температура некаде 26-27 степени, надпревар ноќен под светлоста на рефлекторите, што ќе рече дека раководството и на Брегалница и на Кидго прават напори усилби единствено во Македонија да ги заштитат здравјето пред се на играчите, да не се излагат на високи температури. Еве во континуитет барем што се однесува до Брегалница, 2-3 години надпреварите ги има по светлоста на рефлекторите. Ова вечер таа можност ќе има и симпатичната екипа на Кидго, која што настапува во втората македонска фудбалска лига. Значи, повторно ќе се едеме дуел помеѓу една второлигашка и една прволигашка екипа. Колку за подсетување, гостите во своите традиционални дресови, играчите на Вардар, црвено-црна комбинација, екипата на Кидго во бела комбинација, и да се надеваме дека ќе имате можност да уживате во мајсториите на овие пред се млади играчи кои што на вакви пријателски надпревари и очекуваат својата животна шанса. Ако во текот на првенството можеби некој од тренерите не им укажал можност, вакви надпревари се шанса, прилика за секој еден млад играч да дојде до израз, да го искаже сиот свој талент и да, како да кажам, да затрпа на вратата на првиот тим. Почетно испитување на силите на теренот, во кој што, реков и ќе повторам, постојат идеални временски услови, исто така и теренот е тревен, тревнат, рамен, идеален за игра, за разлика од вчерашниот надпревар кој што имавме можност да огледаме на малите екрани помеѓу селекциите на Македонија и Арменија, каде што и теренот беше ужасен и временските услови да се игра на температура од 35 степени во термин од 15 часот. Тоа е голем напор за играчите и не знам кој можеше да донесе таква одлука во такви временски услови, во тој временски термин да се закаже ваква интернационална утакмица од Лигата на нациите. Со број 20 во екипата на Вардар тоа е Стефан Лазаревич. Ќе ги соопштам и составите на екипите и судиската тројка, инаку да кажам дека заедно со мене овде на почестата ложа на градскиот стадион во Штип ќе се бидеме да искоментираме со генералниот секретар на фудбалскиот клуб Кидго Пекчево Јеванче Пилешков, со кого имаме одлична соработка веќе 3-4 години и со кого отсекогаш од прва рака стигнуваат оние најкорисни информации што се однесува како за екипата на Кидго, така и за воопшто за настаните во Фудбалската федерација во фудбалска Македонија. Велам здраво и добро вечер и за Пилешков, еве поздрав до гледачите од тебе. Добро вечер до сите гледачи на Емнет ХД. Ќе проследиме еден, мислам, квалитетен надпревар меѓу екипите на Кидго и ФК Вардар АД Скопје. Шефот на стручен штаб на Брегалница Емил Грнев сигурно очекуваат играчите да го дадат сиот свој максимум. Има доволен број играчи, иако мора да напоменеме дека составот на Кидго е доста изменет, доста играчи го напуштија клубот, има и нови, меѓутоа реномето, она стабилноста се одржува. Така, значи фудбалскиот клуб Кидго Пекчево малце ја реновираше екипата, подмладена е доста, со неколку нови млади играчи, нешто од младинскиот погон на Брегалница и од другите екипи во источниот дел на Македонија. Меѓутоа, тие сака да се наметнат и да бидат и тие правотимци во фудбалскиот клуб Кидго Пекчево. Во првите две кола некако би рекол
резултати кои што не доликуваат на екипата на Кидго. Пораз од Прилепска победа ми се чини 4-1 беше, а минатата недела би рекол 3 вода се губени во последните секунди, 3-3 со тимот на Осогово. Збор за овие два надпревари во кои што изненади сепак непријатно Кидго. Така, тоа се непријатни два надпревари, меѓутоа само со еден освоен бот од можни 6 во победа Прилеп, неискуството си го стори своето, неколку млади играчи кои што требаше да одиграат добар надпревар, потфрлија. Резултатот беше тој што не се очекуваше од ФК Кидго. Исто во вториот надпревар со ГФК Осогово од Кочани при резултат квалитетно одиграно прво полувреме и поволен резултат 2-0, 2-1 на крајот. И на остварен резултат на 3-1 дозволија да примат 2 гола и тоа е се одраз на неискуството на неколку играчи во екипата. Мора да споменеме дека во последен момент дознав дека и најглавниот играч во мрениот штоперот или Синев и тој во последен момент го напушти клубот, што ќе рече дека еден од најсигурните столбови во одбраната многу значи за оваа екипа и оттука и овие непредвидливи резултати. Да. Или Синев, како и Рајко Бојан, тие се два штопери кои што беа столб на фудбалскиот клуб Кидго. Отидоа еден фамилиарни причини во Германија, а Рајко Бојан реши да ја смени фудбалската средина, отиде во Вардар Форино. Меѓутоа тоа е нивна одлука, мора да се бараат нови решенија. Сега моментално два млади исто имаме штопери, подпомогнати со Христоф Оливер, така да Гораст Стојменов и Гогов Борче, мислам дека ќе дојдат во надпреварачка форма и ќе почнеме да ги постигнуваме посекуваните резултати. Мора да споменам Пилешко дека и втората фудбалска лига на Македонија во група Исток е доста подновена, респектабилна, некогашни први екипи се во оваа сезона настапуваат тука Слога Виница, Осогово од Кочани, Македонска Каменица, Каменица Саса, тука е Брегалница, Победа Прилеп, значи доста силно ќе биде лигата и како што дознам еве и од вас и од информациите од овие клубови, тие се доста засилени и што е важно, доста се подобрени инфраструктурните услови околу терен, околу собликувални, што ќе рече дека ќе биде тешко ова, жешки ќе биде ова есен. Токму така, сите клубови од Истокот се реорганизираа. Ланското првенство, ако беа многу послаби организирани како Осогово, како Каменица Саса, сега тие се преструктурираа, доведоа повеќе квалитетни играчи. Мислам дека ќе бидат сите клубови изедначени оваа сезона и ќе одлучуваат нијанси за победа на спортивничката екипа. Не знам, ако е подготвено во режијата да ги доловиме составите на екипите. Аут за Вардар, реков, традиционална црвено-црна комбинација за Вардар во бела комбинација играчите на Кидго. Значи, еве го составот на најнапред на гостите од Скопје. Значи, шефот на штутен штаб Александар Васовски се реши за следните: Илич, Радуловиќ, Величковиќ, Велковски, Силва Дос Сантос, Лазаревиќ, Петровиќ, Мицевски, Најденов, Повзатанов, Мирчевски и Колески. На клупата за резервни фудбалери се Игевски, Ѓурковски, Нунтевски, Крстевски, Велковски, Реджепи, Гугулјанов, Мартинага, Блажевски, Стојановски и Ерен Парталко. Реков, представник на клубот Никола Стојановски, шеф на штутен штаб Александар Васовски, тренер Златко Таневски, тренер на голмани Саша Илич, лекар Михајло Ивановски, физиотерапевт Јован Димовски. За екипата на Кидго настапуваат следните играчи: Давков, Гогов, Христов, Стојменов, Димовски, Јусуф, Мичковски, Дујовски, Ступич, Алексовски и Рунтев. На клупата за резервни фудбалери се Богдановски, Тиквешанат, Сандонов,
Алексов, Митев, Антонов, Николовски, Михайлов. Представник на клубот Јованче Пилешков, шеф на струčен штаб Емил Грнев, тренер Иван Варадиновски, тренер на голман Александар Митрев, лекар доктор Георги Стојчев, физиотерапевт Бојан Постолов, комесар за безбедност Горан Трајков. Главен суди на денешниот надпревар Здравко Костовски, прв асистент Зоран Саздовски, втор асистент. Акција беше убава, ова шанса за собрај 7 беше Тони Мичковски и од ова само аут. Значи, реков главен судија Здравко Костовски, прв асистент Зоран Саздовски, втор асистент Кристијан Џонов, сите од Штип. Ја бележиме првата шанс. Здравко Костовски, прв асистент домакините да се издржат така играчите на асистент кој што акција беше убава позиција и побегна на своите чувари Тони Мичковски со број 7, меѓуто интервенција на голманот Филип Илиć и сврлена топката во аут. Сега аут за Вардар. Со број 88 Бојан Најденов во екипата на Вардар. Вардар оваа сезона настапува со доста млади играчи, ги знаеме на станите. Доста играчи го напуштија клубот откако не се најде решение со собственикот Самсоненко и ова е шанса за младите играчи да дојдат до израз. До последниот слободниот удар, крај топката Дарко Алексовски, центар шут на пелатикот и сврлена топката за момент од страната опасноста. Лазаровиќ е фаулиран, слободен удар за Вардар. Инаку кога сме кај дресовите на Вардар, ова црвено-црна комбинација Пилешков, не знам, повозрастите знаат дека тоа е дар на екипата на Милан. По земјотресот кога Скопје 26 јули 1963 година задесе оној катастрофален земјотрес, прва помош од градот Милан, од фудбалскиот клуб Милан беше гарнитура на дресови. Ова црвено-црна комбинација на првиот надпревар ми се чини игра против Војводин од Нови Сад и од тогаш еве до ден денес Вардар е во оваа традиционална црвено-црна шара. Така ли е, Пилешко? Така е. Тоа се моменти од историја на фудбалскиот клуб Вардар. Аут за гостите од Скопје. Златанов, инаку доаѓа, го имам забележано, настапуваше во екипата на Пелистер од Битола, веќе 2 сезони е во Вардар. Обид на Вардаровите играчи да дојдат до Радуловиќ, Величковиќ. Целосното презиме Мартин Радуловиќ Величковиќ. Со број 6. Се ево ред со гостинскиот играч. Слободниот удар се подготвил да го изведе Дарко Мицевски. Лошо го права тоа. Убав потек на Дујовски беше тоа, Владимир Дујовски. Дарко Алексовски убав потек. Повторно топката крај него. Одлична асистенција кон Ступиć, но побрза е одбраната на Вардар, расчистува топка доаѓа до Лазаревиќ. Мицевски го исфрла својот шпиц играч со број 9 Бојан Колевски. Алексовски. Дујовски. Мичковски, да, на десната страна. Одземена топка, Милован Петровиќ со број 50 ја одзема оваа топка. Заборавив да ги споменам капитените за Вардар, тоа е Дарко Мицевски со број 8, а кај Кит го капитен Мартин Димовски со број 19. Мирчевски враќа назад. Велковски.
Силва Дос Сантос со број 32. Повторно топката крај него. Најденов. Радуловиќ, Величковиќ. Велковски. Силва Дос Сантос. Обид атак на Вардар по левата страна. Се бара слободен играч. Од сето ова ќе биде... Не, сепак стигнува Лазаревиќ, Радуловиќ, Велковски, повторно по левата страна. Некако атакуваат гостите по левата страна. Сега топка кон... Ова акција беше ова на Вардар. Бојан Колевски. Стативата овој пат беше сојузник на голманот Мартин Давков. Останува резултатот 0:0. Овој пат имавме среќа. Имаше среќа и голманот и екипата на Кидго воопшто. Стојменов изврда, меѓутоа некако како средината да ја за последна играчите на Вардар, Пилешков. Инициатива. Еве првата ситуација и гол. Убава акција со број 44 да ја забележам. Мартин Мирчевски ја бележиме. 16-та минута. Мартин Мирчевски. Ненавена акција, реков. Гостите Стојменов изврда го окупира. Меѓутоа некако како средината да ја за последна играчите на Вардар, Пилешков. 16-та минута вроди со плод. Еве првата ситуација и гол. 0:0. Водство на Вардар, Мартин Мирчевски. Тргнуваат од центар играчите на Кидго. Еве тоа што го коментираме во почетокот Пилешков, дека има пукнатини во одбраната на Кидго. Млади дечки, меѓутоа токму и вакви надпревари се може да се уиграат и во понатамошниот првенствен дел да ги покажа своите квалитети. Токму така, тоа е малку една сега ситуација која што го погодува фудбалскиот клуб Кидго. Штопарската линија е доста млада. Треба да се увоиграат, да знаат кој каде да се наоѓа во одредени ситуации. Се прават доста киксови, меѓутоа мислам дека ќе се увоиграат и ќе биде подобро во наредните надпревари. Нова акција, нов удар кон голот. Во повтор пат интервенција на Мартин Давков успеа да ја скроти оваа топка. Незгоден удар беше, најопасни се овие топки кога подскокнуваат, меѓутоа останува водството на Вардар од 1:0. Ступич, Алексовски, убаво кон Мартин Димовски. На него оди и прави прекршок Лазаревиќ. Крај топката Дарко Алексовски. Многу играчи пред голот на Илич. Убав центаршот. Ми се чини дека Димовски играше со глава, меѓутоа лесен плен за Филип Илич. Забележувам тука во записникот Пилешков Саша Илич, тренер на голманите. Значи, таткото е тренер на голманите, неговиот сил на гол линијата на Вардар. Убаво е така кога се наоѓаат фамилиарни, и ти наследуваш некоја традиција. Да повторам, и вие сте потекли твојот покојен родител Пехчево. Еве, судбината сакаше и Кидго да се наврати на своите корени од некогашниот напредок Пехчево, да се изроди еден нов клуб Кидго, кој што продолжува едни славни традиции. Да, токму така. Фудбалскиот клуб Кидго Пехчево е правен наследник на фудбалскиот клуб Напредок, кој што во неколку наврати се надпреваруваше во меѓурегионалната фудбалска лига Исток на Македонија. Имаше квалитетен состав,
107 ова акција, грешка на одбраната на Кидго, убава акција. Поп Златанов несебичен беше, упати топката кон Колевски, меѓутоа се разоти овој напад кој ми, да бидем искрени, мирисеше на гол, меѓутоа останува Вардар во напад. Радуловиќ. Лазаровиќ, Радуловиќ, со број 5 Велковски, Виктор Велковски, Силва дос Сантос, Мирчевски. Нова можност и намести сега Давков. Убава интервенција, можеше да биде и полошо, меѓутоа на место и внимателен беше голманот на Кидго Мартин Давков. Не успеа пред малку Марио Рунтев, беше тоа со број 18 во екипата на Кидго. Илич, крај топката, Мирчевски. Нова можност и намести сега Давков. Помеѓу Поп Златанов и Стојменов, одсетува само нов слободен удар за Вардар. Димовски, односно Мицевски беше тоа, Дарко. Силва дос Сантос, Велковски, повторно до бразилецот. Мицевски кон Радуловиќ. Ја шири меѓутоа наназад играта кон Дос Сантос, Радуловиќ. И повторно обид по левата страна. Ми се чини дека акциите се одвиваат по Вардаровата лева страна и од таа страна доаѓаат заканите по одбраната и по голот на Давков. Неуспешно преигрување и аут за капитенот Мартин Димовски. Алексовски, Димовски, меѓу двајца играчи, повторно до Алексовски, Дујовски. Центар шут на Мичковски, ми се чини беше тоа. Гогов. Јусуф Алпај. Димовски. Убаво го направи тоа, меѓутоа ми се чини дека намерата му беше повеќе да проигра некој од своите напаѓачи. Како и да е, сигурна интервенција на Илич. Радуловиќ. Велковски. Кон Дос Сантос, меѓутоа лошо го прави тоа. Овид екипата на Кидго да стори нешто повеќе, иако од аут сепак тоа е момент повеќе играчи да се преселат на полето на Вардар. Димовски и корнер. Изудова корнер. Екипата на Кидго ми се чини дека ова прв удар од аголот. Дали ќе донесе нешто повеќе, останува да видиме понатамошниот тек. Кон корнер знаменцето се упатува Дарко Алексовски. Некој тој е задолжен и за слободните удари и за корнерите и доста често, доста добро го прави тоа. Центар шут на првата статива, се уште треба опасноста и убаво беше можда се ова за издрнување, меѓутоа високо оде топката над голот на Илич. Овид беше тоа на Бошко Ступич. Ги забележуваме Пилешков овде условите на градски во Штип, меѓутоа не е одмah да кажем и за терените на Кидго, кои што се после овие би се чили
еден од најдобрите во Македонија. Па да, инфраструктурата се подобрува во фудбалскиот клуб Кидго и Бергален се заедно. Помошниот терен на градски стадион во Штипе исто така инсталирана систем за наводнување, горе на теренот на Суитлак исто така терен. Газата Кире Гогов предвидува и да се појачаат и рефлекторите горе, да се играат и ноќни надпревари на Сутлакот, исто прекрасен терен направен. Вештачката треба во прилики кога имаме неподобни услови, може да се користи и од полните категории, како и прекрасниот терен во Пекчево. Со инсталирана тревна подлога, систем за наводнување, трибини, ложа и гардероби за играчите. Оно што е најбитно, постојат идеални услови за подготовки. И бевме свидетели во изминатите години дека доста прволигашки и второлигашки екипи подготовителниот период го минуваат токму во Пекчево. Имат и трим патики, има планински некои врвулици, што би рекли, терен. Токму така во Пекчево има прекрасни услови за одамна кога сме били во напред Пекчево, секојаш Пекчево како град. Да проследиме само оваа акција, повторно висока топка, несигурна интервенција, меѓутоа тука беше Димовски исфадла во корнер за гостите од Вардар. Да проследиме оваа акција, па ќе продолжиме со условите за во Пекчево, корнер нов за Вардар. Нема статистика, не знам како е да е, ќе биде ова нов обид на Вардар да стори нешто повеќе, а тоа е можност пред голот на Мартин Давков да се соберат повеќе играчи. Вообичаено тука се и оние неодменливи штопери. Слична позиција имаше и Тип и Лешков и би се чини дека кога штоперите или одобронените играчи дават гол, тие се и најмногу радуваат. Ајде твој коментар. Токму така, штоперот може да игра нонстоп во одбрана, меѓутоа кога даде гол и за екипата е поволно и за самиот играч. Имаш и ти доста голови постигнато, би рекол, и решителни за настапите во повеќето екипи. Нова акција и среќа повторно. Токму така, јас играв на позицијата штопер, лев десен штопер, не беше проблем. Прекрасни услови за тоа знаев да по-одамна кога сме били во напред Пекчево, се така во удар продукти, во Јака Плачковица Да Радови. проследиме само оваа акција, повторно висока топка. Сува, секој гол ми беше драгоцен. Имаше и надпревари посебно во Галенци во Рудар кои што ги одлучува надпреварите за опстанок во лигата или за прво место. Мене ми останува во сеќање, ми се чини во Рудар имаше постигнато атрактивни голови кои што и доста значи. Да, тоа беа два надпревари, така ми оставува на сеќавање со победа Прилепска. Победа беше на страшна екипа во прва македонска фудбалска лига. Сега тоа беа години од 1991 до 2006, во тој период бев во пробишти. Да преследиме само оваа акција, нова можност за Вардар на спортивната статија, меѓутоа лошо го прави тоа играчот на Вардар Поп Златанов и сигурните вренци на Давко. Да продолжи. Тоа беше надпревар кај што беше тренер на Победа Прилепска покојни Илија Димовски, со Победа Прилепска беше Илија Димовски никогаш играч на Раднички Ниш. Раднички Ниш, тој беше шеф на stručni штаб. Таму играа Канатларовски, Стојковски, Наумовски, Седловски, голмани беа двата репрезентативни голмани, Мицевски и Груевски, пошто подоцна замина во Австралија. И на тој надпревар бев прогласен за играч на надпревар. Победивме со 4-2. Со мене од Штипската колонија играа Давидков Владо. Да. И на тој надпревар постигна 2 гола решавачки. Така да знаеш победивме со 4-2. Победа се бореше за врвот, а ние се боревме за опстанок во лигата, меѓутоа одигравме еден прекрасен надпревар. Понесени од публика, од мотивација дека играме со појак противник, така да тоа се надпревари. Нова можност за Кет Видали имаше игра со рака, од сето ова само корнер. Значи тоа се оние спомени од Рудар. И со Тиквиш исто така имаше еден надпревар кој што одлучуваше за опстанок во лигата, исто така постигна 2 гола. Го победивме Рудар со 3-2, еден инфаркт меч кој што одлучуваше нијанси. Тиквиш беше за нијанса подобро, меѓутоа ние посрекни со тие голови и останавме во лигата, а Тиквиш испадна од таа сезона од прва македонска фудбалска лига.
Реков јас дека и еве некако табелата на втората лига Исток подсетува на тие некогашни прволигачки екипи. Убав центаршут беше тоа на Дарко Алексовски повторно и удар со не, сепак офсет. Индиректен удар, да. Беше дигнато знаменцето на помошниот судија и ништо од оваа акција, која ветуваше многу. Да се заврши мислата, значи еве Алексовски повторно на почетокот и удар со констатираме тоа дека некогашните прволигашки екипи сега се во едно јато би рекол во на стариот добар Исток, втора лига Исток. И од тука надраш она милина на овие екипи со сиот свој напор и желба да ги подобрат условите и да ги вратат гледачите на теренот. Ова е година на корона криза, меѓутоа еве токму и овие можности преку директни преноси да ги запознаеме со гледачите кои се одсут на терените со квалитетите на овие дечки. Токму така, и вие како нов медиум правите се за да дојдеме до популаризација на фудбалот на Истокот со овие директни преноси вчера и ова вечер да пренесувате да гледаноста на и интересот на фудбалот во Истокот биде поголем. Да се запознаеме со екипите поблиску, да ги запознаеме гледачите со фудбалскиот клуб Бергалница, со фудбалскиот клуб Кидго, па може и да се направат преноси со другите екипи кои што гостуваат во нашиот град. Акција на Кидго започнува нивната половина со број 10 беше тоа Алпа Јусуф. Тој е нов играч. Од каде доаѓа? Алпа Јусуф е од Куманово по потекло, од Милано екипата, меѓутоа има настапувано во фудбалскиот клуб Силикс во прва лига, сезоната 18-19. Мислам дека квалитетен играч во средниот ред. Нова грешка на одбранбените играчи, дали ќе го искористи тоа капитенот Мицевски, некој од одбраната со своето тело пожертвувано спречи изненадување. Останува Вардар во напад. Ми се чини дека повеќе грешки прават одбранбените играчи, се тоа знак на неискуство. Во надамошниот период потребни се повеќе вакви надпревари да стекнат искуство, едноставно да се уиграат, бидејќи одлични подготовки имаше екипата на Кидго, но еве вие рековте напуштањето на клубот од страна на двајцата штопери, тоа е клучно за една екипа. Слободен удар, изведен на првата статива, шутираше, центрираше Дарко Мицевски на спортивната страна. Продолжува акцијата на Вардар со број 32 до Сантос и гол. 2:0, убаво изведено, никој немаше да го спречи бразилскиот интернационалец Силва до Сантос Чарлестон. Ова ќе му дојде нешто како Едсон Арантес, Дос Насцименто, Пеле, многу имиња, меѓутоа најглавното е Силва до Сантос. Ја бележиме 32-та минута. Силва до Сантос го зголемува водството на Вардар од 2:0. Дарко Мицевски на спортивната страна. Продолжува акцијата на Вардар со број 32 до Сантос и гол. Нова можност за Вардар и да, тоа е 3:0. Додека го бележев преходниот гол, стигнува нова казна со 2 минути 2 гола. Како да падне моралот на играчите на Кидго. Ефтино примени голови. Дали беше тоа деветката? Не видов. Бојан Колевски. Или се работи за со број 9, да. Веќе на градски во Штип, Кидго Вардар 0:3.
Аут за Мартин Димовски. Možda za център шут пъти Рунте беше то събрал 18 удар към голът и сега са в крайни напори. Илич изхвърля во корнер, а шутираше Алпай. От огромна далечина, внимателен беше голманът, се изтръгна колко е дълг и висок. Одличен рефлекс, и са край напори. Корнерът е изведен, скок на Ступич, но топката за нея се оди над голът, останува водството на Вардар от 3-0. Беше Дарко. Може ли се вакви пресвърти после 3-0? Иако се работи за приятелски надпериод, все пак футбол е ова, топката е тракалеста, еден гол во мрежата на Илич и може да се поврати на сигурност или моралки играчите на Кидго. Мигато ми се чини дека полека, но сигурно ја губат средината на теренот. Оно каде што некогаш Кидго беше најјак. Па исто, и во неделот натпреш одиграв Кидго со Осогово, беше истата слика. 2 гола примени во последните за 2 минути. Беа убедливи до 40 до 50 минута, после тоа, после 3-1 падна, не знам, не е на физички план, Кидго се припрема цело лето, меѓутоа неискуството на некој играч ќе си го прави своето. Исто како и на овој натпрев. Да се надејаме дека иако мора да констатирам дека отворено, фер, коректна игра, без некоја наступич, бојазност би рекол, но Кидго отворено атакува игра, се труди да постигне гол, не го респектира Вардар кој констатирам и пак ќе кажам дека за разлика од минатите сезони доста ослабе се работи за млади играчи тука некаде од 17, 18 до 21, 22 годишна возраст. Меѓутоа сите тие се настапуваат во еден традиционален клуб кој што со традиција, со респект и мотивот кај ни сигурно е поголем да дојдат до израз и да се наменат на Александар Васовски да бида стартери во понатамошниот тека. Токму вака пријателски надпревари се Мегдан мерило да искаже свој квалитет. Акција на Кидго, Дујовски во носете на играчот Поп Златанов. Сега нова закана би рекол. Најденов беше тоа. Мирчевски. Силва до Сантос. Поп Златанов го има слободен. Радулович фолиран од Ступич. Веднаш изведен слободниот удар. Поп Златанов. До Сантос. Мицевски повторно по левата страна пробив. Центар шут на првата статива. Задоцни за миг. Колевски. Илич. Велковски. До Сантос. Се враќа топката кон бразилецот Илич. Малку рискантно кон капитенот Мицевски. Радулович. Мицевски. Радулович. Мицевски. До Сантос. Шири по левата страна на Најденов. Убаво кон Колевски. До Сантос. Шири на спортивната страна Радулович. Мицевски.
Радулович. Ја шире играта, играчите на Вардар сакат да рашират веќе густата одбрана на Кидго. Имат предност од 3:0 гостите од Скопје и очигледно ја имат и иницијативата. Грешка сега на средината на Стојменов. Димовски. Центар шут на Рунтев и дали ќе има корнер или гол аут? Гол аут. Никој немаше контакт со топката и овој центар шут на Марио Рунтев оди зад голот на Илич. Очекуваме дегажман на гостинскиот голман. А веќе сме и во финишот на првото полувреме, да повторам, Кидго Вардар 0:3 со головите на Мартин Мирчевски, Силва Дос Сантос и Бојан Колевски. Мицевски. Дарко Алексовски. Убава топка под 10-та страна, дали ќе има прекршок? Не. Судијата Костовски одмамнува со раце. Очигледно коректен старт на гостинскиот играч. Неденов, Мицевски, Радулович, Лазаревич, повторно Радулович. Мора да го кратам, се извинувам, бидејќи Радулович Величковиќ, ама во интерес на времето и просторот Радулович. Ке ми прости. Дос Сантос. Радулович, Мицевски. Повторно на Радулович. Галковски на спротивната страна кон Дос Сантос. Го бара Мицевски, капитенот би рекол го има насекаде и еве сега брза акција. Меѓутоа на место е одбраната. Христо беше тоа, Оливер Христов со број 5. Стеменов, Давков, Мицевски, Мирчевски, Мицевски, Алексовски. Го гледа распоред на своите соиграчи. Дујовски, Алексовски. Би Алексовски и одлична парада. Убава акција во 3-4 потези. Шутираше претизок кон голот, меѓутоа нова парада на голманот Филип Илич и сврла во корнер. Може би шансата на играчите на Кидго и во вакви прекини да постигне нешто повеќе. Да проследиме. Алексовски убав центар шут на место одбраната на Вардар. Дујовски. Нова можда Ступич. Бие Ступич и гол обуваше Илич и голот и останува во остата на Вардар 3:0. 100% шанса, би рекол, можеше да бира каде да шутира. Ступич не е и спортската среќа некако затаи. Две идеални можности за 2 минути. Кидго прими 2 гола, Пилешко, еве сега за 2 минути можеше некако да се разкусури, што би рекли. Имаше шанси. Ова иницијатива неколку минутна на фудбалерите на Кидго требаше да вроди со плод. Бар еден погодок да биде постигнат, да се вратат малце во игра. И би било сигурно мотив повеќе во вториот дел, барем еден гол во мрежата на Вардар да ги мотивира повеќе играчите на Кидго во вториот дел. Но има уште малку да се игра. Попзатанов, Колевски, Дујовски, крај него капитенот Мицевски и слободен удар
влечеше, теглеше Мицевски. Край топката Мартин Димовски, капитанот на тиот гол. Христов. Лошо го направи тоа. Навремено истрчува Илич и ја додава топката до Сантос. Илич. И овој момент судијата Здравко Костовски свири крај на првите 45 минути во кој во динамиче би рекол и допадлива игра, сепак гостите беа поуспешни. Водат со 31:0 спрема 16 минута Мартин Мирчевски, 32 Силва до Сантос 0 спрема 2, 33 минута Бојан Колевски 0 спрема 3. По пауза од 10 минути ќе се јавиме со нов коментар во второто полувреме заедно со генералниот секретар на фудбалскиот клуб Кит Го Јованче Пилешков, на кого еве му благодарам и за овие први 45 минути. Краток коментар еве на крај. Благодарам и на тебе, Драгче. Значи, соработката продолжува меѓу М-нет, ХД и фудбалскиот клуб Кит Го и Брејалница. Треба да соработуваме, тоа е за интерес на фудбалот во Штип и Пекшо. Така да, коментарот мој е краток. Екипата на Вардар е сепак поквалитетна екипа од фудбалскиот клуб Кит Го. Имаат поквалитетни играчи од младинскиот поглед на Вардар. Знаеме дека се доста подмладени, меѓутоа ќе смогнеме силите и се спротивставиме во второ полувреме малце подобро. Сигурно и во ростерот на екипите и на двете екипи има доста играчи. Шефовите на стрчето штаб ќе и дадат шанса во вториот дел да знаат оно што можат и што го играт и да се надеваме на пресврт. Јас за сега ти благодарам, драги гледачи, за 10 минути ќе се јавиме повторно од градскиот стадион во Штип.